Со 140 гласови за, без воздржани и против, бугарскиот парламент го ратификуваше протоколот за членство на Македонија во НАТО. Едногласно и без двоумење пратениците во законодавниот дом во Софија кренаа рака и го поддржаа зачленувањето на Македонија во алијансата. Бугарија е постојан поддржувач за влез на Северна Македонија во НАТО, изјави вице-премиерката Екатерина Захариева непосредно пред чинот на гласање. Според неа, присоединувањето на земјава кон НАТО е историско за алијансата. Членството во НАТО бележи нова етапа во односите на двете држави. Од првостепена важност останува да биде подобрувањето на заедничката инфраструктура, изградбата на прекогранични патишта и магистрали. На тој начин инвеститорите ќе може да откријат нови можности во развојот на двете економии. Според првиот човек во извршната власт во Бугарија, Бојко Борисов, гласањето во парламентот е многу мудар потек. Парламентот ратифицира договор за Северна Македонија. Многу усилија положихме. Така че да благодариме на парламентот и на депутатите за това мудро решение. Борисов во Софија денеска се сретна со председателот на Македонското собрание Талат Џафери, кој беше гостин на седницата на која беше ратификуван протоколот. Џафери изразил благодарност за поддршката која официјална Софија ја пружа на Македонија. После толку години чекање пред вратите на НАТО за нас станува реалност. Односно по потпишувањето на протоколот за пристапување во Брисел, започна фазата на ратификување на протоколот за пристапување во националните парламенти на 29 земји членки на НАТО и досега тоа го направија покрај Грција, Словенија, Албанија и ЕДРС Република Бугарија. Предвидено е Џафери да има средба и со вице-премиерката Екатерина Захариева. Протоколот за членство во НАТО прва го ратификуваше Грција, а тоа досега го сторија и Словенија и Албанија.